Бајколент. Аудио бајки. Зоки се жртвува. Стариот чичко доктор дојде да го прегледа болниот Зоки и при тоа рече: "Ке треба да му ја испитаме крвта на Зоки." Па се заврте кон него. "Ке дадеш ли малку да те боцнеме, а?" Зоки се разбира нема поим што е тоа, но за да не покаже стравливо вели: "Па, зошто не?" И така го одведоа Зоки во амбулантата. Го одведоа заедно со неговото сламено мече, зашто Зоки не сакаше да се оддели од него. Па по патот му зборува: "И ние не се плашиме од ништо, нели Менко? Да видиш што лесно тоа боцнување. Веднаш ке помине." И додека Зоки го стега мечето до своите гради, тоа кима со разнишаната глава, како да му потврдува. Во амбулантата ги дочека еден човек сиот во бело. "О," вели, "ти си тој Зоки, а? Та ние за тебе чувме многу нешта." "Што сте чуле?" прашува Зоки. "Па тоа дека си бил голем јунак." Не, нема да изложе Зоки. Тој ведно знае дека сакаат да го охрабрат за да не се плаши од боцнувањето. Не, овој чичко ништо не чул за него. И баба му така му вели кога му дава да пие од оние горчливи лекови. Но Зоки ништо не вели на тоа. Тој е, се разбира, готов се да поднесе, само чичкото во бело да не помисли дека е тој на вистина страшливец. "Сега, Зоки, ќе бидеш ли мирен?" го прашува чичкото. "Па јас сум мирен." "Одлично," вели чичкото. "Сега, Зоки, малку ќе те боцнеме со оваа игличка во некој од твоите прстиња. Затоа ќе ми кажеш кој од твоите прстиња е најнемирно." "Зошто?" "Него ќе го боцнеме, за казна. Нека знае дека и ти можеш да го накажеш што е немирно." "Чекај, да помислам, чичко." И Зоки почнува да мисли. Ги гледа сите своји прстиња, но не може да се реши. За сите му е жал. "Не, чичко, сите мои прстиња се мирни," вели тој. "Не давам ниту едно да ми боцнете." "Па нели си ти храбар, Зоки?" "Јас сум храбар, чичко, но моите прстиња се добри. Не сакам да ми ги накажувате." Чичкото размислува. "Тогаш ќе го боцнеме твоето убаво и кротко мече, а? Мораме некого да боцнеме за да оздравиш ти, Зоки." "Морате?" "Мораме. А зошто токму мечето?" "Па ти не ги даваш прстињата. А кутрото мече, иако е подобро од сите твои прстиња, треба да се жртвува за тебе. Гледаш ли каков си ти, Зоки? Не ти е жал за пријателите." "Жал ми е. Ние убаво си играме со мечето. А ќе го боли ли, чичко?" "О, него многу ќе го боли, зашто е мече. И ќе ти се лути дека си го предал. Па може би и ќе ти се загуби некаде, намерно, за да не биде повеќе со тебе." Зоки гледа во чичкото неверувајки, но наскоро му ја подава својата рака. А овој брзо, само малку го боцна и се беше готово. "Само толку?" прашува изненаден Зоки. "Само толку," вели чичкото и се смее. Но одејќи за дома, Зоки му го покажува боцнатото прсте на сламеното мече и му вели: "Гледаш ли? Мене ме боцнаа за тебе. Па сега внимавај, немој некаде да ми се загубиш, зашто тогаш ќе дадам да ти ги избоцкаат сите твои прстиња за казна. Да знаеш, јас се жртвував за тебе. Помни сега." Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.